Македонија е единствената држава на Балканот која што нема своја историска база на податоци буквално за ништо. Од Институтот за национална историја велат дека иако досега неколку пати се обиделе да направат вакво нешто, државата немала слух. Со тоа ние сме посиромашни во имањето на орудие кое што и тоа како би можело да ни помогне во денешната ситуација, каде што соседните држави се обидуваат да ја негираат нашата историја и идентитет. Значи, тая база на податоци би била достапна и пристапна буквално за сите. Тоа са отворени податоци и начин на прибарување би бил многу лесен, а тоа е фактички основ за заживувањето на меморијата на фамилиите од Македонија. Од Институтот велат дека имаат податоци за секоја фамилија која што живеела тука од 18-тиот век до денес да се направи семејно стебло, но за жал тоа не е достапно за јавноста. Ово јас го користат соседните држави, како што е Бугарија, кои што македонците од минатото ги впишуваат како своји граѓани во нивните бази. База на податоци за македонската историја ќе значи создавање на врска меѓу генерациите. А тоа е основа. Додека ќе се памти дека тие што заминале имат потекло од Македонија, Македонија ќе остане жива. Ако ќе се заборави тоа, ако другите ќе се интегрират во другите култури и ако ќе се заборави што значи да си од Македонија, значи ќе изгубиме комплетно и самата Македонија и меморијата за Македонија. Ова беше само една од темите на научната трибина во Крушево, каде што се зборуваше за континуитетот на двата Илиндена низ призмата на индивидуалните учесници во тие битки. Трибината е дел од научно-културната установа 10 дена Крушевска република. Секој еден учесник е приказна за себе, кој што дава ексклузивни докази за континуитетот и посебноста на двата Илиндени дека припаѓаат на македонскиот народ како одделна, засебна, етнолошка, културолошка, политичка единица, целина. И на случајно првото заседание на АСНУМ беше одржано на 2 август 1944 година, бидејќи таа врска, таа низа, значи традициите беа испочитувани што 1903 година. И сметам дека преку овие средби и диалози ние можеме да научиме многу за себе си, што би биле ние кога не би се познавале себе си. Од оваа трибина ќе биде издаден изборник на трудови.